Почитувани мои, добар ден. Црвена линија, нов предизвик, нова работна недела и оно што е најважно, имаме нова тема за вас. Со нетрпение очекуваме најнапред да се јавите на 023076677, а она за што ќе зборуваме е следно. УРЦ повлече нога со 5 милиони евра и пренокиште во Струга. Саше покачи со 6 милиони евра кеш, 30 милиони евра во недвижности и пренокиште во Гевгелија. Црвена линија ве прашува да знаеше Грујо дека слободата во Македонија има цена, дали ќе избегаше. Исто така ќе ве прашаме и на анкетно прашање кое што е поставено на Инстаграм, а тоа ќе важи за сите оние кои што ќе се вклучат во денешната дискусија. На Инстаграм прашуваме, знае ли некој во државава како ги заработија милионите? Одговарате со да и не, а оние кои што ќе се јават на 023076677, еве, ќе побараме и од вас секако да одговорите на анкетното прашање. Ќе ве потсетам дека можете да не заследите и веќе задолжително е да не заследите на социјалните мрежи, тоа значи Facebook Црвена линија, исто така не има на Twitter и секако на Instagram, каде што ќе можете да кликате, гласате, коментирате и шарнувате. А сега одиме со првиот гледач во ова денешно издание на Црвена линија. Добар ден! Добар ден, се поздравувам вас и вашата емисија. Голем поздрав и до вас, и веќе почнеме со вас со анкетното прашање. Знае ли некој во државава како ги заработија милионите? Нешто точно, но тврдам на нелегален начин. Поинаку вакви силни суми, не знам кој е начинот да се заработат. Добро, во Македонија... режим. За жал тоа се случуваше во оваа држава цели 11 години. И конечно секој случај добива раскршница и сите овие криминалци споменати во темава ќе одговараат за своите криминални дела. А опозицијата се уште е криминална, нереформирана. Се уште лидерот од Будимпешта ги влече конците и контролира со својата партија. Истата таа криминална партија треба да одговара, бидејќи досегашните откриени дела, па од Белиот дворец, што е конфискуван, се до сите овие случаи каде беа инволвирани овие лица, се само дел и лица блиски до нив. Кој знае уште колку дела има во фиока и во иднина ќе бидат разоткриени. Истата таа партија сега ја користи оваа политичка ситуација во која се наоѓаме и ја изнесува својата политичка агенда и собира дневно политички поени. Тоа е мојот коментар, оставам време и за останатите гледачи, имајте пријатен ден. Ви посакуваме сега кој вам пријатен ден, но што е најважно да останете до крај на ова денешно издание на Црвена линија со цел да слушнете што ќе ни откријат следните гледачи. Ајде да слушнеме што мисли новиот гледач. Добар ден. Да, добар ден. Секој добро вам. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Еве ве прашуваме, знае ли некој во државата како ги заработија милионите? Да или не? Знаат, господјо. Знаат како се заработени. Само тука ќе ви кажам најсериозно и наотворено. Господјата Вилма Русковска е носител на цел криминал во Република Македонија од 2006 Без имиња да не се вклучи Црвената линија. Најверојатно се вклучи Црвената линија, она што е најважно... тука сте, добре, продолжете. Вилма Русковска не требаше да ги штити интересите на... Добро, ќе се обидете повторно, еве напомена до сите, значи ставот и мислење може да се каже на начин без да се употребат пред се тенденциозно спомнување имиња, навредливи зборови, говор на омраза, говор на насилство, тоа е нашето правило. Другото се разбира и подразбира. Цениме да се вклучите и да го кажете вашето мислење. Црвена линија денеска дискутирана тема. УРЦ со 5, Саше со 36 милиони евра. Кој колку има? Колку чини слободата во Македонија? Да слушаме што ќе каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Благодарам. Па вака, прво со анкетното прашање. Прво сите пари кои што се стекнати од нашите, да речам, ќе кажам осуденици, затоа што веќе е завршено нивното дело, тие имат добиено и пресуда. Значи, тоа е све стекнато на нелегален начин,
преку делење на тендершиња каде пола тебе, пола мене и икс други нечести работи кои што се имаа служено. Се што може да заработи човек за еден живот, значи стварно е невозможно значи да заработи негде околу 40 милиони евра и да му остане уште капитал за понатака да живее и да остане и на фамилијата. Значи, нешто нечесно работеле. Фактички цела држава за нив работела. За нив тие ги користеле сите можности, сите моменти само да се обогатуваат. И тоа си го искористеле на најкултурен начин. И сега, не треба никој да ги брани. Никој не треба да каже дека претходните или сегашните, дека се честни, поштени, дека се што заработиле е честно, подобро, повеќе изработиле, но повеќе украле за сметка на сето тоа. Меѓутоа, нека бидат сигурни дека недостижни нема. За сите правдата, ако не денес, сутре, можда после 5 години, сепак ќе ги стигне и тоа што го нечесно заработиле и што го направиле, сакале или неќеле, мора да го кажат. Не 36. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Ние немаме во моментот 36 милиони, но имаме 90 секунди за секој гледач. Внимавајте на тајмерот, затоа и го објавуваме на екраните. Ајде да слушнеме што ќе каже новиот гледач. Добар ден, ни секој добро. Намален ли е тонот? Здраве на вашата екипа, мајка. Добар ден, Црвена линија. Добро, во меѓувреме, сега ќе се префрлиме визуелно онаму каде што се коментира. Дали го имаме гледачот? Да одиме веднаш со гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам. Ќе продолжиме со вас, повелете. Ве поздравувам. Голем поздрав и до вас. Него работа е таа што јас прв пат се имам. Драго ми е, се надевам не и последен. Повелете. Како? Драго ми е и се надевам не и последен пат да се јавувате во Црвена линија. Така ќе се јави понатаму. Како прв пат малку ми е во некоја работа, обично не таму ти јас го искучих тонот. Разговараме така, ова е многу добра тема и темата е таа од дека тие, од каде тие 36 милиони евра и што ти ја знам тама. Ние се гледаме како е и малечките деца веќе некој пат гледаат дека многу лесно се заработуваат пари од страна, ама најтешко со пот. А потта на наша, знаеш каква е во некој работи? Дебатираме, говориме, они не слушат, тие што треба да не слушат. Значи, у политиката е целата работа, они ја прават таа работа, кај нас не соодветна и не на некој начин достапна за секој граѓанин. Сите мислат само да карат. 36 милиона евра. Кој знае колку имат? Ами имат луѓе кои на некој начин нема лек да јадат. Ти од каде? Јас не знам, нема оправдание тоа. Ако има оправдание, и сега се питам, дај видеите од дек са тие, да се види од државата кои са тие кои стварно така работат. И да видите дека ќе има некој успех, почетен успех на нешто да тргнеме да го размотриме копчето. Иначе се са врто круг. Големо благодарам што се вклучивте и тоа за прв пат во Црвена линија. Се надевам и ве повторувам, нема да биде последен пат. Напоменав дека треба да не следите и на социјалните мрежи, на Facebook и ве конкретно на профилот на телевизија Телма. Црвена линија си го објави она за што сега во моментот дискутираме. Тоа е нашата денешна тема, па ќе прочитам еден од многуте коментари. Владо Сукловски вели: се испраќа погрешна порака. Криминалот се исплатува. Со ваква порака ќе има криминална младина и се повеќе на родителите ќе им е потешко децата да ги упатат на прав пат. А ако сте на 023076677, вие сте на вистинскиот пат до Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој и добро. убав ден, вами на Убав ден. вашата екипа. Вака, па врие криминалот кај нас. Прва Вилма Рускевска, па после Рада, па да не набројувам сите. Тоа е ужас. Нели Рада викаше дека она ке не е зајко, а она е дабетера зајко била. Исти се во исти, како...
Значи, црвената линија автоматски се вклучува. Доколку се спомнуваат конкретно имиња, навредливи зборови кои што се недоветни, се разбира, за да бидат кажани јавно и на медиум, и секако говорот на насилство. Така да внимавајте на тајмерот и нека нема навредливи зборови. Секако продолжете да се јавувате и кажете си го своето мислење. Добар ден. Добар ден, се надевам дека се слушаме, црвена линија. Да, добар ден. Секој е добро. Поздрав. Повелете. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Во кривичниот правен аспект, овде кога се поднесени кривичните пријава за империја, точно дека има пресуди, али тие пресуди се изрекла различито. На Орце Камче му изрекла година дена и 6 милиони евра да плати, на Саша Мијалков 3 години, 36 и кусур милиони евра да плати и плюс 36 милиони во непокретнина. Јас извинувам, али овде на некој начин судот, обвинителството не си ја извршија работата онака како што треба. Затоа што овие пари што се спечалени, тие се пари на народот што ги даваат сега, не се лично нивни джеп. Овие се пари во криминално што се работеле. Затоа што ви окажувам ова од личен пример, 30 години во полиција сум го работел, тој ви го кажувам, затоа што не може некој да враќа туѓи пари во државната каса. Затоа јас ќе го повикам и обвинителството и судството подхитно да се преиспитаат овие сите работи, дека не е тоа што е извечено во кривично-правниот аспект, дека некој треба да лежи затвор и да ги враќа парите кои кривично ги спечалил. Ви благодарам многу. Ви благодарам и јас за вклучувањето во црвена линија. Сега повторно ќе одиме онаму каде што навистина многу се коментираше. Тој е профилот на Facebook телевизија Телма и секако она што го објави црвена линија. Еве, Лидија Нануш прашува, зошто не го донесат законот за потекло на имот, нелегално стекнат имот, пари, ќе го даночи со 85% плюс затвор и санкции, па ќе видиме кој ќе игра со оган. Ете, тоа е еден од коментарите, се надевам ќе продолжиме да читаме коментари, но во моментот правиме отстапка и одвојуваме време за оние кои што звонат во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој е добро и вам. Добар ден. Добар ден, секој е добро. Повелете. Овде Микола ќе се представи. Драго ми е, јас сум Тина. Вака се ќе кажем, за разлика од другите гледачи, на најлегален начин се спечалене парите. Како? Ајде. Да обратиме филмот пред 10-12 години, ја ги следам овие политички настани во ова наша муда Македонија, која се крчмеше Пелагонија, Зик Пелагонија, на најлегален начин си ги земаа земјиштата за ефтини пари и ги продадоа на поскапо на тие таму низ селата. За Мијалков, нашите селеници и доста челници, членови уплаќа во ВМРО и тие никој не водеше евиденција кај му се парите, дали одат во ВМРО, дали одат во џебот на Грујо или на Мијалков. Значи јас ги оправдувам. Од никого не зема ни од мене, ни од значи самиот закон во државата, значи пак ќе потенцирам. Пред 15-16 години колку, кога се крчмеше Пелагонија, Зик Пелагонија, што беше гигант и уште на парцели го зема и Камчев, и Меалков, и уште кои други, и Гагачевски. Значи, на најлегален начин си ги специалија парите по моje мислење. Бидете поздравени. Благодарам многу, бидете поздравени ви, секако останете да не гледате до крај. Ајде да видиме дали имаме нов гледач. Еве, напомена намалете го тонот на ТВ приемникот, тоа е многу важно и ве очекувам 023076677 го носи следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Јас ќе се обидам уште еднаш, имам чувство дека имаме некого на линија. Добар ден, се надевам се слушаме. Добар ден, добар ден, голем и убав ден за вас. Повелете. Ви благодарам и на вас убав ден да ви биде и убава многу тема.
Вака, јас имам вакво мислење, не знам дали ќе се согласат сите слушатели и вие и сите околу нас што не окружуваат. Што се однесува до Сашко Мијалков и Орце Камчев, дали знаат чиви деца биле тие од претходно? Верувајте дека ви ја зборам ова вистината, како ми е времето. Сашко Мијалков, знаете чив син беше на Јордан. Он беше милионер и милиардер во време на бивша Југославија. А Камчев исто од стара спортска фирма кој тако му не се сеќам, меѓутоа јас сум од постарата генерација, сакам да кажам, они наследија доста пари од нивните родители. Како сите директори во Републикава кои што ги ослободија, ги им опростија и не ги ни повикаа по затвори, зашто овие двајца кои што имаа по 30.000 вработени, само тие настрадаа? Ако е правна држава и ако е оваа власт сега реална, зашто само нив двајца? Зашто ешалонот од 4., 3., 2. и 1. ешалон директорите не ги повикаа на очи што сите имаат направено куќи? Внимавајте на тајмерот, 90 секунди е време траењето на секој излагање. Цениме што се вклучивте и го кажавте вашето мислење. Еве, слушате на различни мислења, ставови од гледачите кои што се јавуваат, па еве можете да развиете и дискусија. Се разбира, можеби ќе се сложите, можеби не, а можеби ќе кажете нешто сосема поинакво и ново. Како и да е, сите мислења се добре дојдени. Добар ден, Црвена линија. Здраво. Здраво, голем поздрав и до вас. Не знам по кој пат да подсетам, да ги вразумам, да се свестат. Доста демагогија. Ова е после криминалната, монструозната приватизација на експресно криминален брз начин богаташи, криминалци, рами буквално. Без навредливи зборови. Го уништија судот. Кога нема суд, нема страф од казнивост. Да ги подсетам исто. Икеа од Шведска, сум живеел пред многу години. 70 години го градеше бизнисот, ама тоа е светски бизнис. И интернет-провайдери некои во светот продават во целиот свет. Во оваа бројка на жители треба 300 години за она богатство што го створиле Камчев, Мијалков и работи. И да добро работеле целиот период генерациите. Да се свестат какво легално. И стоматолози, да подсетам некои, ги дерат граѓаните. Испоредуваат во запад како било. Па оттаму иделе тие да прават зави. Што се енорно овде. Значи, богатство да се створи, €1.000.000, само €1.000.000, легално. Треба да има 100 вработени. Не знам колку години да работи. Сите се такви, сите градаци, провизија, легална, вака така. Па зато, значи, суд нормален, и казнивост, и конфискација. И тога... Благодарам. 90 секунди, внимавајте на тајмерот. Одеме со следен гледач. Добар ден, Црвена линија. Јас чувствувам дека има некој на линија, затоа велам добар ден, се надевам се слушаме. И еве трета среќа, добар ден од Црвена линија. Татко му на Орце е од Технометал, а татко му на од другиот кажува е од Макотекс. Така да ова продужuje и Југославија. Луѓето за Југославија си се насатирала, си продужила, меѓутоа јас знам вакви уште многу, пошто работев у таква фирма кај што исклучија најголемите милионери. Така да ова ништо не е ново. Истото беше и во Југославија, непотизам невиден, значи истото си продолжи и сега, затоа што нема судство, нема институции што може ова да го спречат. Значи ова е стварно некој грефче дека за некоја собраќајка или не знам, ајде нешто да речем, ајде мањак, буквално како да се изразам, процеси невидени во суд, а за лита, да ви кажам, у задњо време толку има повеќе милионери, тоа е чудо нешто. Јас овде околу кај што живеам и кај што знам, значи нема кој не вози джип. Джипот не се купува од плата, никој не може да ми го каже тоа. Така да джипот е за аутопут, не е за овдека во уличиња, во населби.
Меѓутоа, за жал, децата, еве на ваквиве функционери, како ќе се покажат и кој ќе ги види. Тоа се луѓе неизживеани, што значи добиле на готово, не знаат како е да се спечели, продолжуваш понатака што се правело, како се правело и натака, а ова е дојдено од Европа. Представник на Мијалков татко му беше, мислам дека во Чешка. Така да не зборам и на други овдека што работеа, знам кои беа. Благодарам што зборувавте во црвена линија. Тајмерот 90 секунди, да не изгледа дека ве прекинуваме ние. Сега повторно ќе се префрлиме малку на Facebook, онаму каде што се коментираше. Оние кои што подобро се чувствуваат да пишуваат статуси, тоа може да го направите и на профилот Црвена линија, секако на профилот Телевизија Телма, онаму каде што објавивме како емисија која е денешната тема, и продолжете да гласате на Инстаграм. Вели вака Љупчо Петров: злоупотреба на законот, уцена на народ, поединци од моќ на позиција, здружени со банкари и други хоштаплери. Без срам сега и судии се пазарат. Комплет арами. Мачето Кика пак вели: со крадење од народните пари, затоа од такви, а не се единствени, ја однесоа државата како цунами. Ние продолжуваме и времето е одвоено за оние кои што ќе се вклучат во оваа денешна тема. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Убаво ве слушам, секој е добро, повелете. Па ја би сакал да ги потсетам сите дали сега им се разјасни зошто е случајот рекет. Дали сега им стана јасно кој и зошто и како и што и зошто Катица Јанева е во затвор. Дали со овие бројки ми е јасно? 36 плюс 5. Тоа е една работа. Втора работа. Ако добро слушате обвинителката Вилма Русовска, Орце Камчев, овие 5 милиона е за пријава од 2005 година. Не е за империја, бар така објасни. Кога рече, кога се фалеше дека постигнала спогодба. А јас сакам да прашам, зошто, кога и тогаш беше во обвинителството, дозволила сега да се пазари со Орце Камчев? Требаше некој друг да ја отвори пријавата или истрагата, па да се кити со туѓи дела. Ете ви, онакото и сега ќе кажем една работа, дека патриотизмот е скапа работа. Има една песна, што ја пее ми се чини Рибљак чорба, има еден дел, па ние ќе продолжиме натак и да не се вадиме, некои луѓе 12 години гласава за ова што го гледаат сега. Ова им е реалноста, колку е скап патриотизмот. Колку е убаво кога на некого му продаваш магла, а при тоа, ете вака си поминеш со овие бројчињава. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Да слушнеме сега што ќе каже нашиот нов гледач. Телефонот звони. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Добар ден, среќен ден. Среќен ден и вам. Колку чини слободата во Македонија? Што мислите ви? Кажете уште еднаш. Колку чини слободата во Македонија? Слушај, ова тема е интересантна и не знам зашто се нервираат луѓето што некој има пари, а некој нема. Па тоа е нормално, тоа било од века, па ќе биде и до века. Ако нема милионери, па нема ни сиромашни. Ако нема сиромашни, нема ни милионери. Тоа е нормална формула на човечанството. Некој мора да биде богаташ. За сиромашните да ги води некој. Овие пари што некој вели дека се украдени, нека најдат документи дека се украдени. Ако не најдат факти, значи човекот ги заработил. Бил способен и ги заработил. И он кога има пари, ќе отвори фабрика, ќе отвори стоковни куќи, па тука ќе се вработат за сиромашните. Тоа е нормална работа, кај и комунизмот не може да го искорени тоа. Зашто? Затоа што е вистина. Некој мора да биде богаташ, а некој не мора да биде сирома. Толку од мене, пријатно.
Благодарам за вашето учество во Црвена линија и ве можете да слушнете, има најразлични видувања и мислења. Ве охрабруваме да се јавите, па и ви да полемизирате со гледачите кои што претходно се вклучија. Ајде да слушнеме какво мислење има следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Еве ќе дадам шанса, јас чувствувам дека има некој на линија, но еве трета среќа. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Ете, знаев, добар ден, секој добро и вам. Намалете го тонот на... Добар ден, добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Добар ден. Предпоставувам јас сум на линија, нели? Вие сте, да, повелете. Значи, тоно на ТВ приемникот е скроз намален. Меѓутоа, не ви го слушаме вашиот глас, ние затоа... Невозможно, бидејќи јас го слушам мојот глас од вашата дневна, предпоставам од таму каде што се јавувате. Дали се уште сте на линија? Молам, да, уште сум, нема никој. Ова ни е нов гледач. Добар ден, најверојатно претходниот се исклучи. Добар ден, секој добро и вам. Ето. Кажете ми, еве, колку чини слободата во Македонија? Не, јас сакам друго да кажам. Добро. Јас се чудам на судиите наши, како може да се спогодат да не се изразам грубо, со не еден гангстер, обичен, тој Сашо Мјалков, 36 милиони да се договори, како е можно? Држава ли сме ние или не сме држава? Како може? Ја имам предлог судиите и адвокатите во Македонија да имат ветинг. За ние првин тие сите треба да се сменат. Сите да се сменат. До еден, бидејќи не е могуче. Како е могуче? Добро, Иве, на анкетното прашање, знае ли некој во државата како ги заработија милионите, да или не? Не, ова е кражба, како заработување бе 36 милиони, дали е могуче бе у наша сиромашна Македонија да спечели некој? Тоа е кражба од народот. Затоа ја би сменил таа кацарска, што се прави многу паметна, не за првин треба да се смени. Како може со еден напад да се договара, бре? Без такви навредливи зборови. Тоа е се што бараме од вас како Црвена линија. Значи може да си го кажете мислењето и секако сето тоа да биде без употреба на навредливи коментари, зборови на насилство и така натаму. Добар ден за новиот гледач. Дали се слушаме? Црвена линија. Црвена линија, добар ден. Ало, добар ден. Убаво ве слушам, тоа е најважно, вие сте во Црвена линија. Вака, пошто кратко ми беше времето, само да се надоврзам, дали може? Секако. Вака, што се однесува за Сашко Мијалков во Технометал Вардар, а на татко му работеше Јордан, референт во бивша Југославија. Сакам да кажам дека тие двајца потекнуваат од мощна богата фамилија и семејство, кои што наследиле тешки милиони. Како ги наследиле сите, ние сите може да збориме, нивните родители дали ризикувале или не, и сакам не, пазите, не ги оправдувам, вистината ви ја прикажувам. Така да, не се само они кои што кажуваат дека нивните родители Сашко Мијалков не ни потенцирал, јас кажувам. Јас лично кажувам и стварно тврдам дека тој има наследно многу пари од татко му. А што се однесува до правдата, зашто пак ќе се навратам овие директори кои што се трети, четврти, пети жлоб со толку кривични дела, со кривични пријави што ги има во судство, никој тие 11 години не ги чепна. Само од љубомора, кај нас македонскиот народ е многу љубоморен на еден поединци или двајца, тројца и петина богаташи. Љубомората, тој аспект страдаат македонците од чиста љубомора. Ви благодарам што ме уклучите и се најубаво. Се најубаво и вам. Еве, продолжете да не следите, ќе одиме повторно онаму каде што има коментари, а тоа е на Facebook телевизија Тилма, објавата на Црвена линија.
Ке почнеме со коментарот на Роман Папа. Сега ќе може и да го видите. Вели, сите знаат, и врапците. Весна Весник вели, домакини, ние параспори, ни денар не заштедевме. Јуну Семени вели, сигурно не со пот. А Митко Цутин вели, честно ни се украдени од народот кој спие уште. Црвена линија трае се уште и го вклучува новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Се верувам дека е намален тонот на ТВ приемникот. ТВ денес... Кај мене е скроз намален. Одлично. Јас пак ќе речам, вашиот глас не го слушаме, затоа е проблемот, него како е така, кога сум веќе јас на линија, ќе почнем да зборувам. Повелете. Ете така. Орце сум 5, Сашо со 36 милиони. Па, кај нас не знам, ако беше некој украл 5 овци, ќе беше осуден 5 години. Ако некој 36 овци украл, ќе беше 36 години осуден. А овие милиони и милиарди испокрадува, милиони дадува и нема проблем, веќе се слободни. Затоа кај нас не македонците сега владеат и со економија, и со финансии, и со тендери, и со се што е можно и што не е можно, и со полиција, и со армија, и со буквално со се. 80-90% овие наши капиталисти само гледаат во својот капитал, а Македонија што се распаѓа изгледа баш ги брига. И затоа е сега ова дереđe на кое сме, та некои подпишуваат, та некои кажуваат, та некои предлагаат од далеку, од близко, та протоколи, та уредби, та договори, та 300 чуда, а Македонија снемува слободата, снемува економијата, снемува народот страда се повеќе и повеќе. И така со овие наши капиталисти сигурно напред нема да се оди, полека појдека на пропаѓањето. Благодарам и вам што се вклучивте. Одиме со нов гледач. Добар ден. Здраво. Здраво, секој е добро. Разбира се. Вака би кажал, значи 36 милиони батефаше и Орце Пералната 5 милиони евра, така? Сега вака убаво би било стално да им вадат случаеви и така Западот не им дава на власта пристап до субвенции, до фондови. Еве шанса за да исплаќа на народ плата, барем тие што се администрација. Секој месец вада денк, Саше платил 50 милиона, овој 15, 20, па и овој 50, што од она перална негова голема, колку пари се беа испреле, да знае, да збори пералната колку пари перала, ќе се чудат луѓе, ќе им падне коса од чудење. Значи, слободата во Македонија чини у евра само за такви како нив, а за некои како мене и тебе не чини ич. Значи, тотално сме деградирани. С краја било нешто мала ситна боранија да направиш грешка, па и ако ти имаат кимката од претходно, жив ке ти изгорат овие наши властодржци и судии. Како е, вика, знае ли некој во држава како ги заработија. Знаеш како ги заработија парите? Јас секој ден ги гледав и Орцете и Сашета како попаат канали за поставување кабли за струја. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Црвена линија не би била Црвена линија ако не прочите и од коментарите кои што ги твитна оние кои што ги следиме на Твитер. Па ќе почнеме со првото нешто што го издвоивме. Црпе вели вака, пак Мијалков го пушти од затвор. Гоце Чакоров Ланс вели, па нели 3 години треба да лежи? Црпе одговара, да, како што лежат Камчев и Кичец во Струга во затворот во Теферич. Сега ќе прочитаме и уште еден твит на Тримчески. Најголеми инвестиции во Македонија во период од 2017 до 2022 година. Сашо Мијалков 36 милиони евра, Орце Камчев 5 милиони евра. И се разбира, еве, ќе прочитаме уште еден твит, бидејќи доста читавме и од Facebook.
Експлорер вели, а што Камчев, демек во затвор е што пишеле дека од почетокот на месецот е на ослужување на затворска казна. А ние сега ќе ве одмориме со реклами и се враќаме на резултатите од анкетата. Завршија рекламите, тоа значи дека повторно сте со црвена линија, онаму каде што ги соопштуваме резултатите од нашата денешна Инстаграм анкета. Оние кои што не не заследиле, нека го направат тоа, а оние кои што не следат, одговорија вака. На прашањето, знае ли некој во државава како ги заработија милионите, со 37% одговорија со да, а 63% одговорија со не. И, драги мои, ме гледате мене, јас ќе ве поздравам и препуштам на програмата на Телма телевизија. Секако не заборавајте да се информирате брзо и квалитетно на telma.com.mk, а ние повторно ќе бидеме заедно утре во истото време со нова тема и нов предизвик за вас. Останете ми во добро. Довидување.